Со 5 национални концесионери, уште 60 на други телевизии, Македонија во однос на Црнагора и Хрватска предначи според бројот на ТВ медиуми. Дали квантитетот значи квалитет во исто време и како клучните регулаторни тела се грижат за структурата, понудата, разновидности и воопшто плурализмот во медиумскиот сектор? Одговорот го има новото истражување насловено улогата на регулаторните тела во обликувањето на структурниот плурализам во телевизискиот сектор на Македонија, Хрватска и Црнагора. Се работи за една од главните цели на медиумската политика и регулација, а тоа значи дека и законите и институциите кои работат во оваа сфера треба да овозможат публиката, домашната публика, да добива мноштво разновидни, зборуваме за домашни канали кои ќе емитуваат квалитетни домашни содржини, кои ќе го негуваат културниот идентитет, ќе нудат различни жанрови за сите делови на публиката, но исто така ќе бидат економски силни и професионални во своето работење. Ако видиме дали во праксата тоа е така, ќе се согласиме сите и се согласуваме години наназад дека имаме континуирано влошување на програмската понуда, како на јавниот сервис, така и на комерцијалните телевизии. Иако на хартија постоја два стратегиски документи со кои требало да се стави ред во телевизискиот медиумски простор, сепак експертите сметаат дека во пракса ништо не е направено. Поради отсуството на јавниот интерес и отсуството на стратешкото поставување на медиумската индустрија како дејност која што треба да се развива, ние се уште имаме ситуација во која што највлијателните телевизии во државата, кои што се и највлијателни медиуми, најголеми играчи на пазарот, да речеме, тие имаат дозволи од општ формат и нивната понуда кон публиката е прилично условно кажано неинвентивна, неинтересна, многу слична. Не постојат специализирани формати кои што би задоволиле потреби на одредени сегменти од публиката. Се очекуваше дека со дигитализацијата тоа ќе се случи, но и самата регулатива е поставена на начин кој што не стимулира инвестиции во таа сфера. И поради тоа нашите гледачи, генерално преку истражувањата кои што се достапни, публиката укажува на потребата од збогатување на медиумските содржини и унапредување на квалитетот на понудата. Според анализата во Македонија, регулаторот има наследено една состојба на пренатрупаност на дозволите за телевизија на пазарот, која трае со години и која се должи на праксата од минатото, а ретко се одземаат постојните дозволи. Регулаторот настојува до некаде да влијае на овој проблем, со тоа што кога радиодифузерот не ги исполнува основните услови, му ја одзема дозволата, но бројот на радиодифузери на пазарот е се уште преголем. Друг проблем кој што е посочен во анализата е дека во минатото, некогаш и поради политички причини, другите надлежни институции недоволно соработувале со регулаторот, односно не му ги прифаќале стратегиските документи и не го вклучувале во изработката на законите. Актуелните законски одредби во поглед на одземање на дозволите се лошо формулирани и не му даваат на регулаторот јасна правна аргументација за покренување постапка за одземање на дозволата и врз друга основа, особено ако носителот не ги исполнува програмските услови. Имено агенцијата може да поведе постапка за одземање на дозволата ако носителот не достави извештај за исполнување на условите од програмскиот концепт, но не и ако самиот регулатор утврдил врз основа на својот мониторинг дека радиодифузерот не емитува програма согласно одобрениот програмски концепт. И поголемиот дел од експертите за медиуми, вината за отсуството на плурализмот кај телевизиските медиуми ја лоцираат кај Агенцијата за медиуми, но и недостатоците на законската регулатива. Регулаторот треба да се охрабри да почне да води политика во медиумската сфера. Кај нас кога ќе се каже политика, сега се мисли спроведување на некакви интереси на власта, но регулаторот е замислен да води практично медиумска политика, тоа значи со своите решенија, насоки и така натаму да влие врз пазарот,
во смисла на негово подобрување на условите, на квалитетот и така натаму. Кај нас регулаторите тоа не го правеле, освен во политичка смисла, значи се интервенирало кога власта имала интерес за тоа, од една страна. Од друга страна, знаете како, кога ќе се пресечат влијанијата, меѓу другото и бизнес, материјални кон медиумите, многу од медиумите на крај ќе се исушат, бидејќи тие сега постојат, бидејќи се екстензија на некакви политички интереси. Нема тоа да се случи скоро во Македонија, се плашам, бидејќи во мала средина ние сме презаситени од играчи, од конкуренти и така натаму. Сите се на понуда за секаков вид на услуги. И мислам дека бидејќи се паднати цените на чинењето на тие услуги, тие можат практично и без делење плати со месеци и така натаму да обстојуваат, надевајќи се дека ќе дојдат некакви други вонпазарни ситуации во кои што ќе успеат и таа криза да ја пребродат. Законот е антиципира и некои европски решенија, меѓутоа има и доста недоречености и затоа треба регулаторот да потегне, да поднесе барање за промена на некои делови од законот со кои што би му се олеснила работата во поглед на на плурализмот. Јас знам дека во моментов, според законските решенија, регулаторот нема право дека не е обврзан или нема да го послушаат неговиот глас представниците на законодавната власт, затоа што не е така решено законот да може тој да влијае врз законот, но мислам дека тој најдобро знае што му е неопходно, што му е потребно да се промени во законската регулатива, за да може да се ги исполнува обврските во поглед на плурализмот. Во пракса, регулаторот во Македонија може да влијае преку 3 механизми на структурниот плурализам, односно преку процесот на доделување на дозволите, мониторингот што агенцијата го прави на медиумите и подзаконските акти што агенцијата ги носи. Но дали вака како што е креирано и функционира во моментот регулаторното тело, односно Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, има механизми за обликување на медиумите по вкусот на гледачите. Овој медиумски плурализам не зависи само од собствениците од медиумите, и јавноста и самите гледачи имаат големо влијание преку изборот на програмите што ги гледаат, затоа што медиумите примаат финансии према нивната гледаност. И ако тие се додворуваат на гледачите и прават содржини кои што лесно примамуваат гледачи, единствен начин, ова е поврзано и со вашето сегашно прашање, единствен начин да го подигнете квалитетот е да ја подигнете медиумската писменост. Значи, ако гледачот знае дека медиумот го мами да гледа со неквалитетни содржини, тој не би го гледал тој медиум, тоа би се рефлектирало на неговата гледаност и на тој начин тој би имал помали приходи. И така би имале некоја природна регулација на оние медиуми што нудат квалитет, би постигнале поголема гледаност, би имале поголема цена на нивниот рекламен час и би биле по-просперитетни. Во поглед на квалитетот што вие ме прашавте, ние немаме право да се мешаме во уредувачката политика на медиумите. За да се види компаративно каде е Македонија во однос на регионот, истражувањето дава одговор на прашањето. Иако експертите велат дека македонскиот закон е подобар од хрватскиот и црногорскиот и на неколку места се спомнува зборот структурен плурализам, сепак во пракса кај нас сликата е најлоша. Според анализата во Хрватска, за разлика од Македонија, покрај јавниот сервис има само уште 2 ТВ сервиса од општ тип кои емитуваат вести, а другите 5 ТВ канали се од специјализиран тип, наменети за да се задоволат посебните интереси на делови од публиката. Хрватска има и 20 домашни регионални канали кои ги покриваат сите позначајни подрачја во земјата. Ако споредиме со Хрватска, например, хрватите, иако во законот не е тоа експлицитно наведено, иако немале стратегија, ние до сега имавме 2 стратегии за развој на радиодифузната дејност, кај нив ќе видите сликата дека е некако најповолна во однос на домашната публика. Има најмногу домашни канали, телевизиски канали од општи и од специјализиран вид, а има и
огромен број регионални канали, локални канали, така да публиката во Хрватска има можност за пристап до многу разновидни содржини, нели, од домашно потекло. А ако видиме во Македонија, ние и оние канали кои постојат на државно ниво, многу малку емитуваат, зборуваме за комерцијалните, многу малку емитуваат квалитетни домашни содржини и сега да зборуваме особено за играната продукција, детската продукција, јавниот сервис е во мошна лоша состојба се уште. Во Црна Гора пак плуралноста на државно ниво е мошна слаба и преку дигитална терестијална платформа програма емитуваат 4 комерцијални телевизии во различни подрачја на земјата. Што се однесува на регионалните телевизии, Македонија има богата понуда, но повторно само за на хартија. Мал е бројот на овој тип медиуми кои произведуваат квалитетна програма и работат профитабилно. Во Македонија има голем број на медиуми, меѓутоа според мене плурализмот не е доволно насекаде исполнет. Што се однесува до регионалните телевизии и локалните телевизии, во последно време, за жал, морам да констатирам дека од 2013 година со дигитализацијата на терестријалниот сигнал, околу 20 телевизии на регионално и национално ниво не успеа да преживуваат и веќе не се во етерот на Република Македонија. Многу локални телевизии исто така се затворија, а има другите локални што останаа да работат, значи работат само за да зрачат нешто. Така да можеме да кажеме дека околу бројката плурализмот на регионално и локално ниво е исполнет, меѓутоа околу програмските содржини, значи сме на многу ниско ниво. Според бената анализа која ги открива слабостите во медиумскиот сектор, практично дава и насока за тоа како одржливо и стратешки да се развие овој сегмент, значен за вкупниот плурализам и за здрава демократија, со надминување на досегашната пракса на задоволување на интересите на политички центри на моќ, сублимираат експертите. Сакаме да укажеме на потребата од надминување или разобличување на неколку митови кои што политичарите ги користат, а се однесуваат на медиумската сфера, од кои едниот е дека практично поради тоа што во Македонија постојат голем број на медиуми, тоа за нив по дефиниција значи и постоење на медиумски плурализам во државата. Од друга страна, имавме ситуација во која што во изминатите 10 години на главните телевизии, во најголем дел со одредени исклучоци, доминираше многу слична, некојаш и сосема иста содржина, особено во централните информативни изданија, што е далеку од пракса која што значи задоволување на информативните потреби на гледачите. Постои еден друг табор на политичари кои што пак сметаат дека медиумската политика и развојот на медиумската сфера треба да се остави на луѓето од индустријата, луѓето кои што се стручни за тоа. Тоа е уште една заблуда, затоа што тоа значи дека оваа сфера која што е важна и чувствителна треба да им се остави на луѓето кои што во неа остваруваат дејност мотивирани од комерцијални причини, значи тие се таму за да остварат одреден профит. Столбот на здравите промени е вистински структурен плурализам, олицетворен во независност на медиумите, се заклучува во истражувањето. Идеална состојба во постигнување на структурен медиумски плурализам, според мене, би било кога сите субјекти, составни чинители на медиумскиот пейзаж би биле независни. Тоа, за жал, таа идеална состојба, додека сум ја член последните 7 години, не може да кажеме дека е постигната. Имало случаи кога одредени телевизии биле наклонети кон одредени политички партии. Значи, постоела таа врска и таа врска го нарушува овој структурен плурализам. Ние за радикални интервенции не сме подготвени, бидејќи тие ќе се сватат и како притисок врз слободата и како притисок врз слободата и на мислата и на пазарот. А од друга страна, пазарот е премногу спор и цените се премногу спуштени, што дозволува да обстануваат и медиуми кои што практично се на ивица на работа од својата професионалност. Откако ќе биде усвоен законот и кога ќе бидат избрани членовите на Советот на Агенцијата и Советот на Јавниот сервис,
заедно со надлежното министерство, заедно со регулаторот, со стручните лица, заедно со медиумската индустрија како целина, треба да пристапат кон изготвување на сеопфатна стратегија која што ќе значи развој на оваа дејност. Заклучокот е дека македонскиот медиумски плурализам недоволно јасно ја препознава законската регулатива, а развојот на аудиовизуелниот сектор не се одвива стратегиски, па така јасно се нотира. Развојот на аудиовизуелниот сектор и на медиумскиот плурализам досега во Македонија не се одвиваше стратегиски, а регулаторот беше оставен самиот да се грижи и да ја имплементира својата стратегиска визија. Регулаторите ги имаа сите потребни законски механизми за обликување на разноликоста во ТВ секторот. Во Македонија наследената фрагментираност на пазарот, политичките и индустриските притисоци врз регулаторот влијаја да се влошува медиумската слика. Во истражувањето се поентира дека стратегијата за која подпис треба да стави регулаторот ќе биде носечки документ кој ќе ги даде контурите, насоките и целите за постигнување на структурниот плурализам во Македонија.